Со надеж оваа година да биде берикетна и со богат род, денеска лозарите од регионот ги закроија лозовите насади. Закројува се за да биде берикетна, луѓе со 3 гранчиња се сечат, за да има што повеќе род, да биде благодет и да бидеме сите живи и здрави до година, да биде още поубаво. Самиот чин на закројувањето не е едноставна работа, тврдат искусните лозари. Тие уште еднаш пред камерата на ТВ Стар подсетија што е најважно при закројувањето на лозовите ластари. Најше да пази на родните папки. Вие со доле ластарите треба се очисти убава лозанка, доле да нема ништо. Добра. Горе на спрема жицата да се остават 2 прачки долги и 2 мали. Најважното да се оформа. Добро. Лозанката во форма, да види која лозанка да кај лежи. Оди за врзувањето, ако погрешка сечеш, не можеш да ја врзиш. Закројувањето на лозјата се сопаѓа со денот на светецот Трифун, кој според православните канони е заштитник на винарите и лозарите. Денес сослужи божествена литургија, се направи водосвет и сите оние кои што сакаат си земаат од водата или повикуваат свештеник или самите пак одат на своите лозја, ги закројуваат, бидејќи почнува времето на кроење на лозјата, се молат на Свети Трифун, поросувајќи ги со света вода, да оваа година ги чува лозјата, Господ ги чува лозјата по молитвите на Свети Трифун, од секаква штета, да дадат изобилство на род, кој што пак ни е потребен за извршување на светата причеста. Затоа сите оние кои го прославуваат Свети Трифун, им го честитаме домашниот празник и посакуваме Свети Трифун секогаш постојано да се моли за нив. Традиционално верување е дека времето на Свети Трифун ќе каже каква ќе биде пролета, но и каков ќе е овогодинешниот род на грозје. Ведро небо навестувало подолго зима, а облачно поблаги зимски денови и повеќе топли пролетни и летни денови.